ако го гледаме целиот пакет на транзицијски период, мислам дека сите тие покажуваат одреден застој. И исто така сметам дека имаат многу актери или чинители кои што не сака да одберат одреден конкретен пат на транзиција од 4 типа кои што ви ги представив, поради тоа што ги засега нивните интереси и се разбира не сакаат да се променат, но како што Бојан веќе кажа за неговиот коментар за потребата од книга за демократијата во 21. век, не сметам дека знаеме доволно за демократијата за да можеме да направиме таква една книга. Да речеме, Унгарија е сериозна. Меѓутоа, ние се уште не знаеме што се случува во Турција. Има случаи кои што мислиме дека во некои случаи земјите се на добар пат, ама се случува демократска реверзија или обратен процес на демократија. Стивен Фридман зборува или предупредува дека демократијата постојано се менува. И затоа вие никогаш не можете да ја предвидите. Токму тука ја критикувам транзицијата, никогаш не знаете кон што води демокрацијата. Тоа е пакет на постапки и на очекувања, на пакет на институции и она ние што го истражуваме. Мојот колега имаше список на 8 потребни институции во почетните фази на транзицијата и кои што се карактеристични за континуумот на полиархијата, односно идеалниот вид на целосна демократија никогаш не постои во реален живот. Меѓутоа, како тие ќе испаднат, всушност, можеби пендилумот е всушност вистинскиот збор што го користите, меѓутоа потребна анализа што добиваме со демократијата. Знаете дека што туку дојдов од Босна и всушност интересно е да се види што се случува во Тузла како резултат на периодот по демонстрациите, каде што локалните граѓани, ветераните, невработените и неплатените работници всушност создаваат она што ние го нарекуваме форми на директна демократија и имаат работни групи за тоа го прават на локално ниво. Во мојата земја многу промени се случуваат на државно ниво, меѓутоа некои држави секога не се демократски, меѓутоа некои од другите држави се навистина иновативни. И токму заради тоа треба да бидете иновативни онаму каде што е можно, а понекогаш треба да им го дадете гласот на граѓаните. Но јас не би сакала да кажам дека демократијата е во застој. Сметам дека целиот пакет прашањето за држава нација се чини дека е во застој во Македонија. Членството во Европската унија е во застој